Поштување оваа недела емисиите ќе бидат со поинаков формат поради деновите на жалост, меѓутоа и незапаметената трагедија која што ни се случи во Кочани, сочувство до семејствата на сите што ги изгубија своите блиски и секако што побрзо опоравување на стотината повредени кои што се хоспитализирани во здравствените установи во нашата држава. Со мене во студиото е доктор Владислав Груев, пластичен хирург во клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски. Доктор Груев, знам дека идете од работа, дека бевте дежурен ноќта, односно во ноќните часови кога се случи оваа трагедија, кога ги примаа сите оние повредени во пожарот во Кочани. Еве за почеток, може ли да ми кажете во каква состојба се сите оние повредени кои што се сега во моментот во вашата клиника? Значи во моментов во нашата клиника има хоспитализирано 17 пациенти, од кои дел се во интензивна нега, дел се во шок соба, другите пациенти се на оддел за урологија и имаме пациенти на оддел за пластична и реконструктивна хирургија, од кои во текот на денот, значи ситуацијата се менја во текот на денот, некои се префрлуваат во интензивна нега, некои се враќаат на оддел постабилните пациенти, но во моментов немаме интубирани пациенти, потешки пациенти што се во животно загрозувачка состојба више, ама све ова што го зборам се менува во текот на денот. И во моментот, значи во полнека работат 2 операциони сали, кај што колегите се организирани за преврски и за дополнителни интервенции ако треба, за да се згрижат максимално овие пациенти. Колку пациенти транспортиравте во странските центри? Значи, кај нас вчера беа вкупно донесени 31 пациент, кој со возил на брза помош, некои со цивилни возила, не знам точно како беше тој дел, околу 6-7 часот се бајле. Значи, првите пациенти беа донесени во 4 часот, 6 пациенти, од кои 3 беа качени на оддел за интензивно лекување, 3 беа качени на оддел за пластична и реконструктивна хирургија. После тоа, во текот на денот, утринските часови почнаа да доаѓаат голем наплив. Значи, донесоа вкупно кај нас доаѓаат 31 пациент, од кои 2 беа амбулантски третирани и пуштени на домашно лекување и беа примени хоспитализирани 29 пациенти, од кои малку не 18, мислам, беа на оддел за интензивна нега и шок соба, беше поставени дополнителни кревети во коридорот пред интензивна нега, останатите пациенти беа распределени на одделот за урологија и васкуларна хирургија, другите на одделот за пластична и реконструктивна хирургија. Првите што ги транспортиравте за Пирогов во Софија, каде што има нели специјализиран центар за изгореници, беа оние најтешко повредени кои што беа на меканичка. Извинете што прекинав. Двајца млади момчиња, значи они имаа со екстензивни изгореници. Они беа транспортирани во текот на денот, околу попладневните часови беа транспортирани во Софија со авион, мислам, со да, имаше и авионски, меѓутоа и со возила на брза помош во попладневните часови испративте и за Србија. Пред да преминеме на она што е секако и вашата специјалност, нели најчестите повреди, кога отидовте на работа и како изгледа кога одеднаш толку многу пациенти повредени ќе донесат, колку може веднаш да се направи проценката дали е навистина животозагрзувачки, нели е животозагрзувачки, колку е сериозна изгореницата? Значи, може почнам да кажам како почнав денот, ми се јавија во 4 часа се бајле, како на мене, како и на сите колеги. Одмah, значи, се облековме на работа, отидовме, како што кажа, иницијално 6 пациенти, значи првин проверката, дали има, пошто типот на повреда е многу битен кај овие, дали има сите имаат изгореници, знаеме дека се работи за изгореница, но дали има механичка повреда, дали има травматолошки повреди, дали имаат инхалирано, кој тип на повреда, значи дали е од пламен, дали е хемиска изгореница, пошто кога ти носат пациент не знаеш што се случи, оние не знаат, не кажа има голем наплив, околу 100 пациенти што се очекуваат да дојдат на Скопје. Понатаму, значи се прави иницијална проценка амбулантски, преврска и се проценува типот на изгореница, значи кој длабок, дали имаат инхалирано, дали имаат механички повреди, дали изгубиле свест, се изгуби токот на свест, може да биде повреда на глава, тоа да изгубат свест може од инхалација, да биде со така губитно. И проценката во текот на денот трае, значи кај изгорениците не може, има првична проценка. Тоа сакав да ве прашам, не можете веднаш да процените колку е сериозна. Дали е обично прв степен се познава, втор степен, дали е втор плиток, длабок и дали се работи за трет степен. Со тек на времето, значи, после иницијалната проверка, кога се внесе во операциона сала за прва преврска, веќе се поставува точната диагноза и точната површина на изгореница на телото. Пошто има правило на деветки, кај што секој дел од телото се одредува со 9% и се добива една вкупна цифра од 99 и гениталите како 1% за да се добие вкуп. И според тоа се
Според тоа понатаму се одредува терапија и се тип на изгореница, дали е екстензивна. Ако е над 18%, значи се работи више за втор степен 18% е екстензивна изгореница ако е над, или прв степен над 50% исто така екстензивна изгореница, кај што више не е само локална повреда, него више има целиот организам реакција. И тука се по посебни формули што за ресусцитација со течности и иницијална приврска на рана. Нормално да се даде серум против тетанус, антибиотска терапија и понатаму супротивна терапија. Доктор Груев, бидејќи еве и јас вчера бев цело време пред вашата клиника, од она што го слушав од родителите, од семејствата, од блиските на повредените, изгореница на шаката, изгореница на лицето, само на отворените делови, каде најмногу беа изгорениците на пациентите? Скоро сите пациенти беа со изгореници на лицето, вратот, задниот дел по главината и рацете. Значи шаките беа скоро кај сите пациенти, подлактица и надлактица, кај некој имаше дел на граден кош, дел горен дел од грб, али тоа бе генерално тие беа. Немаше значи долен дел на тело и абдомен или лумбална регија немаше, значи изгорен. Така. Кажете ми, колку се посериозни кога ќе се зафатени или овој дел вратот каде што е? Дали тоа значи дека веднаш може да дојде и до прекин на дишењето, па можеби да треба да се постави кислородна поддршка или механичка вентилација? Да, значи ние имаме примерно интензивна нега кај нас на прв спрат, кај што мора тие се следат пациентите во текот на целиот ден, да не настане, пошто сите имаат инхалациони, скоро сите имаат инхалациони повреди, и ги чуваме таму првин и да имаат полесен степен на изгореници. Да немаат изгореници, они мора да лежат, бар кај нас така ми протоколот, да лежат на интензивна нега првиот ден, за ако почне да отекува, да се намалува, значи да паѓа сатурација на кислород, ако има потреба да се интубира. Колку се значи комплексни, еве сега ова што го споменавте, и инхалациони проблеми или бидејќи вдишувале од чадот, меѓутоа и изгореници токму во пределот на лицето. Да, има разлика сега, ако инхалациона повреда од чад или термичка, значи ако се дише топол воздух, може да направи изгореница на дишните патишта, кај што ќе настане едем сигурно во наредните. И инхалациони повреди, кај што више бил од чад, кај што има труење, значи сосема два различни типа на повреда се. Вие сте пластичен хирург. Да. Во вашата клиника, во Универзитетската клиника за хируршки болести, има простор, односно порано функционираше центар за изгореници, меѓутоа со години овој центар не работи. Еве ваква ни се случи ваква трагедија со голем број на повредени со изгореници. Каква ќе беше ситуацијата доколку работеше центарот за изгореници? Значи Центарот за изгореници работеше, колку што памтам, до 2016 или 2017 година, после тоа се затвори поради реконструкција на болницата и понатаму, значи, се уште не е реконструирано, не знам и дали има план државата да го реконструира. Меѓутоа, доколку работеше, што би значило тоа? Значи, тој центар имаше 7 места болнички, од кои 2 клиниторна, специјални кревети што се за кај пациенти со поекстензивни, со поголеми, по телото, обично по нозете, за и многу подобар резултат дава и побрзо згрижување кај овие пациенти. Сега, со однак на бројката дека кај нас имаше над 155, колку што прочитав, повредени, би сменило, ама не би сменило за иницијалниот, значи првобитното не би сменило многу, за понатаму за лекувањето би сменило. Да, можеби би значило дека треба да се отвори сега, но и да имаме и на друго место. Нашиот тип на центар на изгореници што го имавме, за светските, сосема различно, кај што имаат поголеми капацитети. Да има капацитет од 30 легла би било. Меѓутоа, токму овие пациенти кои што ги испративте, па и не само од вашата клиника, и од скопските клиники, и од 8 септември се испратени во странски центри, каде што имаме центри за изгореници, нели за специјализирани центри за изгореници. Добро, ние имаат специјализирани центри за изгореници, ама типот на третманот си е посебен, не знам кои капацитети ги имаат, ама кај нив беа транспортирани во Софија беа 2 пациенти, во Ниш беа 2 пациенти, во Белград, во Србија 3 пациенти, во Литванија мислам 3 пациенти, една пациентка е во Будимпешта и се извинувам ако заборавам нека земја. Да, повеќе во Хрватска мислам дека, не сум сигурен. Повеќе држави понудија да и кажа. Пошто во текот на денот имаше понуди од скоро од сите земји од регионот и од подалеку сите се организираа. И сега, доктор Груев, од овие што ви се 18, нели рековте, што се хоспитализирани кај вас во вашата установа, има веќе утврдено дали е втор или трет степен изгореницата или се уште траело на
Значи денеска ќе се добие финална евалуација, али генерално сите се од втор степен, најплиткиот степен е вториот степен што е кај нас. Има и од трет степен, значи делови на лицето обично сите имаат од втор степен, на дланките, на шаките, на подлактиците втор до трет степен. И се внесуваат сите пациенти понатаму во операциони сали, се прави втора проценка, пошто најголем ризик за кај овие пациенти кои што имаат повреди на шаки. Ние ги следевме вчера во текот на целиот ден, направивме кај секој пациент по 3 преврски, значи да се отвори рака, да се види дали ќе направи тоа. Пошто може да настане компартман синдром, кај што више ќе настане притисок на нервите, на вените, на артериите, ќе се намали циркулација, поради притисок ќе дојде до долготрајно оштетување. Зошто велат кога имаме изгореници, сега не зборуваме за прв степен, знаеме дека тие се најлесни, меѓутоа втор, трет, дека се пресудни, односно се многу важни оние први 48 часа. Нели да поминат, барем да се предпоставам за да се види дали може настанале компликации, дали е навистина втор или веќе е преминало во трет степен. Најбитно кај нас се првите 24 часа за да се даде ресусцитација со течности. Значи збориме за екстензивни изгореници, како што над 18% втор длабок степен се прави, значи има посебна формула кај што е процент на изгореница помножено со телесна тежина, помножено со во зависност од возраста на пациентот, значи од 2 до 3 мл течност, значи се ова се множи, се добива една формула. Течноста се дава, значи во првите 8 часа се дава половина од таа количина, останете за наредните колку стануваат 16 часа. Така. Споменавме прв степен, тоа значи со оние полесни изгореници каде што и не треба нели да биде хоспитализиран. Што значи, доктор Груев, вие сте пластичен хирург, што значи изгореница од втор степен? Изгореница колку трае тој третман, колку треба да биде можеби во болница? Значи изгореница од втор степен значи дека со целосна дебелина на кожа зафатена. Се има втор плиток и втор длабок. Значи кај длабокот е целосна, кај више збориме за дермисот дека е зафатен. И трет степен кај што е цел дермис изгорен до масно ткиво, што се кажа, до под цупката на ткиво. Сега за понатаму за лекување ме прашавте? Да. Што значи го морали да биде хоспитализиран, како? Се не треба да биде некоја јака топлина за да настане изгореница од втор степен. Значи дома секој може со гезби или да има контакт на рингла, што би се рекло, да направи изгореница од втор степен, ама ти не ги хоспитализира нормално, кај потешките се стеди, значи понатаму кога се стабилизира све. Тука може да настанат компликации. Сега имаме многу пациенти кои што имаат повреди на прсти, значи од втори трет степен, кои што више може да настанат контрактура на прсти, кои што понатаму би требало да се решаваат со понатамушни хируршки, ги викаме ние стеквели од изгореници, со понатамушни хируршки интервенции, значи да се пошто ќе флексија ќе изгуби функција шаката и прстите. Што компликации може да настанат од изгореница од втор степен? Значи зборам на реги кои што се лакти, подвижни. Зборам пазуви, врат, контрактури настануваат најчесто, што понатаму треба со инцизионални линии, хируршки интервенции, пластична хирургија, реконструктивни процедури да се третираат. Исто така, кај овие во зависност од длабочината и начинот за заздравување треба понатаму трансплантација на кожа, значи Ток. Кажете ми, она што исто така го слушав вчера од семејствата или во целиот таа паника, хаос, барајќи си ги децата, дали ладна вода, ладна течност се става на изгореница? Значи, главно треба да се избегнува, али пак се народно секој знаел дека ако изгориш прст ќе ставиш во вода за аналгетски да се смири болката, али генерално само ладна не влажна. И колку може да трае третман на еден таков пациент со изгореница од втор степен, доколку нели ги има како сега што ги имаме случаите, доколку се фатени нели делови од лицето, од вратот, колку време треба да биде во болница, меѓутоа и од кога ќе ги пуштите на домашно лекување, колку време траат тие и превраски, премачкувања? Значи точно не можеме да кажеме, али ако е све во ред, ако не се накалеми инфекција, пошто секоја отворена рана е ризик за инфекција понатаму. Така да ако настане инфекција, тука више доаѓа до одложување на зараснувањето на раните, кај што процесот се одложува, може да трае до 2 до 3 месеци и понатаму. Обично за овој тип до месец дена отприлика. Зависи кај секој е различно. Така. Може ли 2-3 дена еве го следите да биде нели добро, па после 2-3-4 дена да дојде до влошување на состојбата?
Зависи, обично не би требало да откако поминат тие првите 24 часа, 48 часа, ако се, значи кога помина акутната фаза, веќе кога влезе во хронична фаза, стабилизиране се, кај секој може да настане, значи бубрежна инсуфициенција, понатаму пропратни коморбидитет има секој пациент, значи сад во конкретни случаи се работи за млади пациенти кои што немаат толку и очекуваме да бидат побрзо, да. Споменавте инфекции. Знаеме кога ќе се зафати или бидејќи кожата не е заштитен дел на телото, доколку поголем дел од кожата биде изгорен, односно го нема, а колкави се можностите навистина да дојде до одредена инфекција, до бактерија, па дополнително како што велите да го пролонгира текот на лекувањето? Значи во болнички услови не би требало тоа да се случува, ретко се случува, али ако е пациентот, пошто он више ќе биде способен да оди да јаде све, само ќе треба да се преврзува понатаму. Збориме после хоспиталното лекување, кога ќе дојде во домашна, ние не можеме да контролираме таа ситуација дома како се однесува он. Има пациенти што ги вадат преврските, сами си прават преврски, тука може да настане контаминација на рана и да се одложи целиот процес. Понатаму, значи треба повторно дебридман, хируршки интервенции, понатаму дебридмани на рани, преврски и све тоа влечи средства и дополнително време. Збориме за втор, колку е посериозен трет степен на изгореници? Значи трет степен е целосна дебелина на кожа, тука више сериозноста горе-доле малку не е иста, ама значи начинот на лекување мора да се трансплантира, значи да се затвори со трансплантација на кожа или со локални резани овие изгореници. Кои органи во телото може да бидат погодени од такви изгореници или да настанат одредени компликации? Значи може да бубрежна инсуфициенција, обтарување, значи се след во текот на целото лекување се следи, значи сатна диуреза колку има пациентот, колку мокри, колку уринира. Значи кај секој пациент е поставен уринарен катетер кој што го мониторираме ние тој процес и да видиме дали затајува се диуреза, дали не. Понатаму белите дробови исто така. Може да се деси да настане паралитичен илеус, значи застој на црева да има. Споменавме од овие што ни се сега, односно што ви се сега во вашата клиника, најголем дел се во лицето. Има ли колку време му треба, нели претпоставам зависи од кој дел на лицето се изгорениците да зарасне, па понатаму да се види како може да се надополни тој дел на изгубената кожа, за да немаат нели сериозни илузни. Значи кај лицето најдобро да се направи иницијално дебридман на све што е мртво ткиво да се исчисти за да се овозни. Лицето би требало да зарасне како и секоја друга регија скоро, не, али пошто е најекспониран дел и вакво не можам да кажам точно сега колку ќе би било, кај секоја различна, значи. Така. Доктор Груев, бидејќи имате навистина голем број на пациенти кои што се хоспитализирани, колку моравте да одложите, односно да им откажете операции на оние што се елективни, што се од друга природа, што не се вакви повредени, колку се тоа сега може да промени текот на работата во самата установа? Па не, сигурно ќе промени текот, значи више, пошто ние сме општо хируршка болница, 7 различни гранки на хирургија, ама сите се опфатени со, пошто ние како пластични хирурзи сме во третманот на пациентите, ама сите други што имале закажани пациенти елективен програм, сите мора се валјда треба да одложуваат, треба слободни места во интензивна, пошто некои пациенти постоперативно треба да се третираат во интензивна нега, да лежат неколку дена, тука има ризик од инфекции, од све, значи како да ви кажам, значи ќе има, ама колку ќе има. А во секој случај тоа ќе сега кога ќе се направи реорганизација доколку е потребно? 17 пациенти што ќе треба да се третираат наредниот месец, сигурно ќе има одложување, ама не е до мене тоа да зборам се. Се повторно ќе се вратам на денот нели кога се прима сите оние голем број на повредени од трагедијата. Се направи нели гужва пред самата клиника од семејства до родини. Не знаеа во која здравствена установа е нивното дете, нивниот близок член. Како успеавте да воспоставите ред и колку беше важно тоа што во текот на денот се дозволи на еден член од семејството да влезе внатре во клиниката, да го види својот син, ќерка, близок член од семејството и колку беше важен што можеби поразговараа со самите лекари да слушнат изворно каква е состојбата, колку треба да биде хоспитализиран.
Да, па добро. Сигурно многу, не можам да кажам колку им помогнало, сигурно многу им помогнало на сите што им било дозволено да влезат, а ипак треба да се избегава, пошто единица за интензивно лекување, еден пат не дозволував, значи со заштита, со све, со заштитни маски, со заштитна униформа да влезат колку да се поздрават, да помоават, што би се рекло малтене 2-3 минути. Да. Е толкова. Сигурно им помогнало многу, барем да знаат дека им се, или кога дознаат, сигурно многу им било олеснително кога дознаат дека е хоспитализиран, дека е тука, пошто имаше многу. И сите добивавме повици, дали е вас, овој, од пријатели, од... Да, никој не знаеше на почетокот каде се, во кои, затоа што брза помош, нели, до најблиските здравствени установи ги носеа повредените, не се знаеше каде се носат. Предпоставам дека и вас ви беше и покрај тоа што мораше да ги гледате, да ги третирате, велите дека прашувате. Како уствари ги видовте имињата на оние кои што ви се сите што ги примија кај вас во клиниката? Како знаевте кој е пациентот за да можете нели да ги побарате семејствата? Па добро, иако беше недела, морам да кажам дека целиот персонал во нашата болница, околу 99%, сите што беа дома и во Скопје, може некои биле на викенд сега на друго место, не може да дојдат сигурно, али сите што беа, дали биле повикани или не, значи скоро сите дојдаа во болницата и тука више се организиравме сите и си имаше значи посебни луѓе кои што си ја вршеа таа работа. Че секој бевме супер организирани, максимално сите посветени, се организираше све да бидат и за роднините да бидат информирани за информации, валјда со вас, вие не знам од кого добивавте информации. Кажете ми, доктор Груев, на колку често морате нели да разговарате со овие кои што ви се примени во клиниката повредените, какви прашања тие ви поставуваат, пошто вие споменавте дека се нели во свесна, во стабилна состојба се сите овие млади повредени што се кај вас? Во првите часови и да е свесен и да е стабилен, да кажеме дека е стабилен, може да варира таа ситуација, па да биде... Да се промени. Да се промени, али најчесто дали е добар, дали е свесен, дали е контактибилен, после тоа идат понатаму прашања дали може да го видиме, секој сака да го види својот, и после тоа колку време ќе лежи, колку време ќе лежи, после кога се стабилизира све, тоа не прашуваат колку време ќе лежи, па и пациентите сами... Да, тоа ве прашуваат семејствата, меѓутоа пациентите што ве прашуваат, тие што сакаат да слушнат од вас, пошто се нели пак во свесна состојба. Па дали е добро, многу не се свесни кај се, значи нив изгубиле свест, значи дали вдишале, дали има повреда на глава, значи кај сите моравме дополнителни исследувања, кај сите компјутерски исследувања, рентген исследувања, кај сите се правеше да видиме да разграничиме дали изгубил свест од чат, дали од повреда на глава, али за конкретно за вашето прашање, колку е сериозно, сите ги интересираш дали ќе имаат лузни, дали ќе имаат рани, колку време ќе лежат, мада бидејќи сепак се млади, секако дека тоа кога ќе видат каде е изгореницата. Али генерално сите беа загрижени, пошто сите што биле во таа дискотека не биле самите, не ги имале пријатели. Си ги бара. И сега кога нели ќе добиете толку многу млади пациенти повредени во една таква незапаметена трагедија, што велите им треба и ни време да се свестат и каде се наоѓаат и што им се случило и какви лузни, односно изгореници имаат по телото, освен вашата помош, еве како пластични хирурзи, како и сите нели што работите, колку им треба додека се таму, можеби и психолошка подршка, разговор со некои такви стручни лица за да го надминат сето тоа што им се случило? Па, сигурно не можам да кажем колку би им требало, сигурно би им требало, ама најверојатно е леснителна околност, пошто горе-доле сите се знаат меѓу себе, млади се од ист град, кои лежат во соба, посвесните пациенти, 4 до 5 пациенти, имаат комуникација меѓу себе и не се изолирани во изолација, па да бидат скоро се изолирани од околината. Тоа е најтешко психички за пациентот. Вака сите се споделуваат дали од болката, дали среќата, кој како. Да, меѓутоа претпоставам ги слушаат информациите на сите оние што ги изгубија животите, што сигурно им се стои познати, блиски, другари. Тоа да, ама не можам да кажам за ова нивната ситуација каква е, што е, али сигурно би им требало подршка и помош понатаму. Како сето тоа и вие, иако сте секако нели лекари, тоа сте го учеле и секако мора да се сноѓете во секакви ситуации, меѓутоа ова е сепак незапаметена трагедија, не ни се случувало и дај Боже никогаш да не ни се случи нешто такво, меѓутоа не исто да се работи нели дежурство да ве повикаат во 4 часот наутро како што ве споменавте и при вакви вонредни состојби. Па
Значи, најмладиот пациент што беше хоспитализиран кај нас беше 17 годишен, најстариот околу 45 годишен, а имавме 30. Сигурно е, значи, прв пат не само јас и постарите колеги сите што гледат, значи никој не запаметил ваква ситуација да се деси. Сите имаме емпатија, сите не е жал што се случува, ама мора да се задржиме професионалноста и да се сработиме работата максимално. Така. Споменавте ве најмладиот дека е 17 години. Дали понекогаш постои при вакви повреди и возраста, нели помлад, па можеби повеќе ќе издржи или сепак станува зборот? Голема разлика има. Значи возраста, коморбидитетите се прават најголема разлика во типот во време и дали ќе преживее пациентот сега. Тука да, во тој контекст ми беше прашањето, ве споменавте дека среќа во несреќа. Имаме нели 40-46 години, тоа не се стари, меѓутоа можеби да имаат и одредени дополнителни некои заболувања кои што во моментот вие може да не ги знаете, меѓутоа да ја влошат состојбата. Генерално сите родни што беа, сите што кога се дозна, сите донесат, ако прима некоја терапија или било што, ако има некои пропадни, сите ги се информираме, че ние добиваме податоци. Ако бил, значи пациентот ако не е свесен, ние ќе добиваме податоци од роднините. Дали прима терапија, што прима терапија, да донеса терапијата. Ако има некои други болести, се вика конзилиарни, значи кај нас доаѓа од очна клиника, вчера текот на целиот ден беа. Да, и приватните болници се вклучија секако да во сето ова ви помага. Ви носеа вчера, доктор Груев, гледам дали беа тоа, не знам, приватни фирми, компании, меѓутоа носеа завои. Такви работи може да се случат, да недостасуваат при вакви состојби или има на располагање клиниката сите оние, нели за прва заштита што велам? Клиниката има за располагање за прва заштита. Сега за понатаму како ќе иде, колку ќе останат, сега ипак ние мора да направиме план за понатаму како ќе биде, што ни треба, како ни треба, пошто тој е потрошен материјал, се троши, ако имаме ние секојдневно ние во амбуланта, барем кај нас на пластична хирургија, поминуваат околу 50 на пациенти, од кои 35-40 имаат преварска. Воопшто амбуланта исто има 40, значи ние обслужуваме за преварски секојдневно околу 100 пациенти. Така да тој потрошен материјал го имаме ние, ама за понатаму сигурно ќе треба. Сега тоа не е, ја не можам да зборам. Да, медеки сега овие повредените ви се со изгореници, скоро сите ви се со изгореници, претпоставам и преврските, како што споменавте, многу почесто треба да се прават и да се следи самиот тип на раната и на изгореницата. Кога еве овие што ги споменавте сега, што ви се пациенти што имаме и на шаките, нели на прстите, кога ќе бидат пуштени на домашно лекување, колку често треба да доаѓаат на контроли за да се види како зараснала самата рана, самата повреда? Значи најдугачката преврска кај сега пациент прстите, пошто секој прст мора да биде посебно преврзан. Не може цела шака да се стави да замоташ, пошто ќе направи контрактура, ќе се залепа сите прсти, после тоа трајен инвалидитет кај настави кај пациентот, затоа сега прст по прст. После тоа, кај некои ставаме имобилизација со тек на времето, значи секој ако е имобилизирана раката и со преврска, тоа прави некој вид на имобилизација на прстот, што доаѓа за закочување на зглобовите, кај што ќе треба малтене ке многу физикална терапија, понатаму за раздвижување, за понатамошно. За преврски што друго? Значи самата изгореница на прсти може дополнително да влоши, како што споменавте, да дојде од друг карактер на повреди, да мора и физикална терапија. Да. За прстите прашав за преврски, меѓутоа за лицето? Како се прават доколку се повеќе делови зафатени од самото лице? Значи, додека се личешки пациенти полесно, понатаму побрзо зараснува лице за разлика од другите регии, али немаме некои премногу изгорени, барем кај нас, среќа. А на вратот колку има и колку може да биде сериозна изгореницата на вратот? Значи, може да настане доколку пациентот е несвесен или во лежачка, обично им ставаме фиксатори, значи да им ги држат врат, да му се држи вратот исправен, дали е шансова кравата, дали околу вратник, за да не настане таа контрактура што зборам, пошто после тоа нема да може да ги има нормалните движења со главата и со вратот. Меѓутоа тоа е во нормални движења. Доколку е овде изгореницата, колку постои опасност да се направи едем, односно нели да зафати делот кој што не е за дишење? Значи инхалационата термичка е многу поризична него надворешната, али се следи, ама во првите 24 до 48 часа се знае дали ќе направи или не, за понатаму дали ќе има. Да, како што споменавте. Ги следиме сите.
Тие колку после еве што се со на лицето кои што се со изгореници, колку после често треба да доаѓаат кога ќе нели збориме кога веќе ќе помине тој процес на болничка хоспитализација, да доаѓаат и на превраски, и што она што за дома секако им се препорачува од страна на лекарите во поглед на масла и на сето. Масла, креми, има различни, генерално горе-доле сите се слични, така да понатаму третман во домашни услови, хигиена на рана, тоа е најбитно, али не е нешто драматично. Меѓутоа контролите, како ги правите? На колку време треба да доаѓаат? Доколку е зафатен поголем дел нели? Зависи од пациент до пациент. Зависи, значи. Да, кај некој на 2 дена, кај некој на 3 дена, кај некој може сами да третираат раната, па доаѓаат на контроли на 7 дена, да гледа на раната дали добро зараснува. Не за лицето, зборам за зависност од која регија на телото. Кај сите различно варира. Не е исто. Колку вообичаен е процесот на зараснување, сега го споменавте? Кога треба да очекуваме дека раната ќе зарасне, односно треба да почне со зараснување? Кога зборуваме за такви посериозни изгореници? Како што имаме сега, нели, што ни се случи? Па, не можам да кажам точно, значи, али отприлика да не нагаѓам, фаза на санација на рана е околу 14 дена, ама збориме за 14 дена кој све во ред, али кај што е длабоко понатаму ќе треба да направиме евалуација, секојдневно ние правиме евалуација кај кој треба кожа да се трансплантира, дали зараснала, дали не зараснала, дали се накалимила инфекција. Се се тоа варијации, значи. Се случува често да се накалемат, бидејќи сте пак сте пластичен хирург, да настануваат такви инфекции или доколку третманот е соодветен како што велите, нема потреба? Во хоспитални услови ретко многу, али како што кажав пред, како истото го зборав, во домашни услови настануваат. Значи, ако доаѓа на преврски, знае да настане, али ако е дисциплиниран пациентот и кој следи нашите насоки, не настана. Меѓутоа, ова збориме сепак за нашите услови, односно во клиниката за хируршки болести. Сите оние пациенти кои што ги испративме во странство, пошто бидејќи нели се во потешка здравствена состојба, колку може да трае тој процес на лекување? Не можам да кажам тоа, али се зависи до колку имаат они. Не, бидејќи сепак се нели механичка вентилација велиме, значи неопходна е кај некој од нив механичка вентилација, колку сето тоа го пролонгира самиот процес и на заздравување и на опоравување. Го пролонгира многу, значи, али многу незгодни прашања се сега иницијално вака да ви кажам. Не. Што значи, доктор Груев, специјализиран центар за изгореници, вака кога зборуваме сега? Ние, например, нели во нашава држава, збориме во вашата клиника, имавме центар за изгореници, меѓутоа во склоп на самата клиника. Кога би зборувале специјализиран центар за изгореници, што се тој треба да содржи? Да има за да може да се одговори нели на многу тешки, на многу сериозни повреди од изгореници, каде што секако нели се. Прво треба да има хоспитален одел, кревети, сали за операција, операционна сала бар минимум една, значи мора да има стерилни услови и најбитно е едуциран персонал и персонал да има. Значи што многу захтевни, секој пациент е многу захтевен со изгореници, бара многу посвета кај секој пациент и истоштувачки и за работа и за све. Значи треба поголем персонал. Исто така треба единица за интензивна нега да има тој центар заради интубирање за пациенти, така да тоа понатаму се не сум бил во некој, јас лично не сум бил, али колеги што биле може да се. Колку од овие што сега се кај вас хоспитализирани, можеби ќе имаат потреби од некои дополнителни хируршки интервенции или се уште рано за такви работи да се кажу? Рано да се кажу. Дали имаше, бидејќи ние сега зборуваме за изгорениците, меѓутоа во сето она што се случуваше во ова дискотеката во Кочани, нели во ова стампедо, претпоставам дека покрај изгореници, можеби набиеници, скршеници, нели како бегале, како се спасувале? Значи, кај нас конкретно немаше ни еден пациент со фрактури, освен имаше една пациентка со пневмоторакс, значи нагнечување на градниот кош, кај што настана компликација пневмоторакс, слободен воздух меѓу марамиците на груби. Беше поставен торакален дрен, згрижна пациентка, ама понатаму таа пациентка, мислам, транспортираше во странска држава за понатамошно лекување. Оние што ги споменавте? Али, малтани, не знам на другите клиники, али многу често се случува, пошто изгореница секоја може експлозивна повреда која да биде
Сега не знаевме ни иницијално дали е експлозија, дали е пламен, што се случило, дали е химикали, ама сите беа исследени максимално во нашата установа. И при мала сумња беа направени сите исследувања, така да не беше ништо пропуштено. Бидејќи споменавте дека и двајца амбулантски само биле третирани, тоа значи воопшто не се некои повреди, односно изгореници кои што би требало да бидат во болнички услови. Па да, сега не бев ја тој што ги проценуваше доле, други колеги беа од пластична хирургија што правеа таа проценка кој да биде прием, кој да не биде, али не знам конкретно за тие двајца, не знам што, само знам дека беа двајца што беа пуштени, донесени и пуштени на домашно лекување. Сигурно се во добра состојба. Така. Секако да не ве задржувам многу, бидејќи секако нели споменавме дека доаѓате и од дежурство, дека сте цело време во болницата со пациентите. Што може, мислам, не е убаво кога ни се случуваат вакви трагедии, меѓутоа што може да научиме од вакви трагедии за да ги подобриме, за да ги смениме работите? Да не се случуваат пример вакви трагедии. Тоа да, секако го кажете. И да бидеме спремни за понатаму, ако треба да имаме барем еден центар за изгореници кој што би минимум 10 пациенти од овие најтешките, место ние да ги праќаме 10 души или колку, не знам, повеќе се пратени сигурно од кај нас барам. Од кај вас, да, меѓутоа повеќе од 40 се во... Што не е дека немаме знаење или ние да ги третираме или услови, него немаме услови за потешките, заради тоа што немаме специализиран центар. Така. Значи во секој случај неопходен ни е центар за изгореници, па да се надеваме дека навистина ќе имаме таков центар за да не мора толку многу такви повредени да ги праќаме во странски центри. Доктор Груев, јас ви благодарам што сепак успеавте нели да дојдете и покрај тоа што бевте цело време сте дежурни и сте во клиниката за хируршки болести. И само може ли да изразам сочувство на сите што имаат роднини и блиски починати, да изразам лично сочувство до фамилиите. Така. Почитувани, и утрешната емисија ќе биде исто така со иста формат како што споменав и на самиот почеток, односно во текот на целата недела поради деновите на жалост, меѓутоа и незапаматената трагедија која што се случи во Кочани.